Се враќаме во студиото, тука е господин Златко Кузманов од Центарот за интегрирана безбедност. Господине Кузманов, добро дојавте. Благодарам за поканата и било ми е да поразговараме. Да, ова е на некој начин последно студио 10 со мене. Оваа сезона се разбира, следиме цела година што се случува, за тоа еве на некој начин и ќе заокружиме во оваа емисија како за крај на сезоната во однос на геополитичките предизвици. Она што е, да речеме, најактуелно, најново е барањето на НАТО пред се на американската администрација за зголемување на трошоците за одбрана на земјите членки на НАТО. Знаеме дека тука се работи за тие фамозни 5% од бруто домашниот производ издвојување за одбрана, нешто што за многу земји членки на НАТО е премногу и мислам дека слободно може да каже дека ќе биде многу и за Македонија, кога ќе биде сумата кажа на колку пари е тоа, па еве да почнеме за тоа. Што значи тоа за Македонија и дали држава ќе може воопшто да ги исполни тие цели? Пред да одговорам на тоа прашање, би се осврнал да даем една бидејќи ова последна емисија пред ова сезоната на одбори, нели, за безбедноста во светот, како јас се согледувам и ценам, гледаме дека состојбата безбедност, политичката состојба во светот е сложена со случување на актуелни парцијални воени жаришта во светот. Гледаме еден обид на нарушување на таа унитарално поставување на светот, каде што нели Соединетите американски држави се уште имаат доминација, али полека таа доминација се загрозува и едно загрозување на таа негова поставеност и поставување на некој мултиполарен свет пред се практично од овие државите Кина, Русија, Индија, новите или државите од здружени во Сојузот БРИКС, каде што беше една од темите, сега знаеме вчера и пред некој ден на тој самит во Бразил, практично турбулентни случувања кои на некој начин влијат и на ова вие што ме прашувате, на таа некоја практично забрзана милитаризација и на Европа, па и на светот. Што за жал, еве ние што го следиме, тоа пратиме тие настани, гледате, тоа е не можете секој ден се доаѓа милиони информации за нови вооружени системи, за напредување на војната технологија и така натаму и да се трошат големи средства на тој дел и едноставно светот се сврти кон една општа милитаризација, вооружување, купување на нови системи, трошење повеќе за тој воено-одбранбен воен комплекс. Знаеме да, ова што ме прашавте, на самитот на НАТО беше донесена таа одлука, можеме да речеме на некој начин и изнудена одлука, бидејќи тоа беше стриктно барање од претседателот на Соединетите американски држави како најголема сила во НАТО пактот и водечка сила, да државите мора, едноставно тоа беше на некој начин и наложено и условено, без оглед што имаше и противење и несогласување со тоа, али на крај, ете, на самитот во Хаг се донесе таа одлука формална за издвојување 5% од бруто друштвениот производ за потребите на одбрана. Така да што беше тоа поделено, 3,5% би биле стриктно за одбранбени и безбедносни прашања, тие 1,5% би биле за општо за подготовки на одбраната инфраструктура, воена индустрија и во наредните 10 години. Сега има неколку членови кај што тоа ќе се следи секоја година, ќе се направи една анализа за неколку години дали државите го испочитуваат и гледаме дека после и самит на во Хаг дел од државите јавно реагира и изразија резерва дека е можно тоа економски да се поднесе. Имаше неколку држави, некои по-експлицитно, некои по-резервирано, што значи дека тоа сепак е големо оптеретување и изнудена одлука на некој начин. Шпанија, например, одби директно. Шпанија, Холандија, Чешка, Словачка и други држави, каде што и до сега не издвојува толку и е прашање тоа како тоа темпо ќе оди и така натаму. Тука јас би направила една паралела, бидејќи јасно и тука дека е тоа беше став на Соединетите американски држави, сега формално државите го одобрија испаѓа дека тоа е заеднички став на НАТО, заради ова агресијата на Русија, нарушувањето на Русија и за опасноста од Русија и други закани, али очигледно е дека светот и Европа, пресебно Европа, оди во милитаризација и трошење се повеќе средства за војни потреби. Тука каде сме ние, бидејќи глобално знаеме таа ситуацијата и тие држави кои го форсираат тоа се оние кои исто имаат практично и најголеми военно-индустријски комплекси и можат и да заработат најмногу од таа војна индустрија.
нели како се Соединените Американски, Велика Британија, Германија, Франција, Италија и така натаму, тие се 5-6 првите држави покрај Русија и Кина, каде што се има најголем удел во производство на оружје во светот и тие има таква економија да практично нивните големи буџети за одбрана, они веќе на некој начин и дупло ги враќаат од самото производство на тоа оружје. И значи тие и можат да издвојувате со брзо, бидејќи пак и ќе имат и бенефит, ќе влијат и на безбедноста, како што се вели Европа, али ќе ги остваруваат и своите геостратешки интереси. Ние, по малите држави, ќе бидеме тука во тешка и специфична ситуација, бидејќи тоа се големи средства. И сега веќе кога е донесена одлуката и после одлуката и нашето раководство изјавија дека тоа ќе биде голем предизвик и ќе биде, нели, прифативме, али ќе видиме како тоа ќе го остваруваме практично, нели? Како и голем уште други десетина држави во НАТО. И сега, ако веќе се оди на тоа, веќе е тргнат тој процес на милитаризација, државите се вооружуваат и така натаму, јас сега поставам прашањето, ајде како тогаш да го искористиме тоа што подобро или пополно, ако се најдат тие средства на наредните години, да го подобриме одбранбениот безбедносниот систем. Јас ќе го кажам моето размислување, бидејќи се сеќате до лани, до пред година дена и претходните министри и други министри велеа се немаме пари, доволно немаме пари за ова, немаме пари за она, доволно, нели, и како и темата за служење на воен рок или издвојување за одбраната, бидејќи тоа ќе кошта многу. Сега одеднаш се донесе одлука дека ќе може да се одбезбедат тие пари. Ако се обезбедат тие пари, бидејќи сега буџетот годишно е околу 300 и нешто милиони евра, може да замислите тоа за 4-5 години, тоа ќе биде над 600-700 милиони евра за одбраната. Ако веќе се обезбедат тие пари, посебно овој дел велам, ајде 3,5% за одбраната, ако сега одвојувате 2% у наредните 10 години, па тоа е достижна цел. Значи, ако сега 2% одвојуваме само за одбраната буџетот, за 10 сега години... Сега е околу 360 милиона, отприлика колку е така нешто? Околу 330 милиони, 330. околу 2% од бруто. Значи, за 10 години може и да стигнеме до 3,5% за одбраната. Али оној другиот дел до 5%, 1,5% кој вели може да се однесува и на други за општо за подготовките за системот за национална безбедност, за војната индустрија, уредување на територијата, подготовки за одбрана, инфраструктурата, патишта, мрежите, телекомуникации, сајбер безбедност, тоа ги опфаќа и другите министерства. Значи тука би влегло во буџетите и на други агенции, владини министерства. Значи не е директно како што се мисли дека е само за купување на оружје. Не, тие 1,5 стриктно баш е наведено дека ќе одат за овие пошироки потреби за развијање на целиот систем за национална безбедност. Инфраструктура, и вооружување, и фабрики, и индустрија, војна индустрија, и подготување на територијата, инфраструктура, патишта за мобилност, мрежите, сајбер заштита и комуникациите, се што е гледаме модерното војување и како многу важно, или стратешката инфраструктура, заштита на таа. Вие кажавте, вкупниот пакет, да речеме 5% би бил колку, околу 700 милиона? Па зависи од бруто друштвениот производ таа година. Сегашниот би било негде над 500-600 милиони евра. Сегашниот, али тоа ќе се менува нели со годините, ќе се зголемува. И јас сега го поставам тоа прашање. Вред, ние имаме стратегиски документи, закон за одбрана, закон за служба и така натаму, стратегија за одбрана, каде што е поставеноста за мала, модерна, флексибилна армија, професионална армија. Јас го поставам прашањето, ако веќе мора да одвојуваме и ќе одвојуваме, бидејќи велиме опстанокот на државата е најбитен, зборуваме за овие напади на јазикот, на националноста, на историјата и така натаму, значи тоа се оние патриотски чувства како ќе ја браниме и штитиме државата. И тоа во тој дел влегува и одбраната. На крај краишта тоа е устана обврска каде што уставот вели државите мора да се оспособуваат да бранат државата, али треба да бидат оспособени. Сега ако имате мала професионална армија, имате само 6000 луѓе во таа армија со старешини и војници, се прашуваат, значи вие немате подготовки за одбраната и луѓето не ги подготувате, утре барем без оглед што сте мали, без оглед што сте помали од сите, да покажете отпорност, дека сте тврд залак, дека ќе бидете утрееш, дека не можете некој со вас така да се игра или да искажува нека амбиции, треба значи да градите еден помасовен, поотпорен, поеластичен, порезистентен одбранбен систем. Тоа може да го направите само ако се договорат политички субјекти да воведат добро задолжително служење на воен рок и да ги зголемувате резервните сили како поддршка на активната резерва која ќе остане професионалната армија. Тоа што се случува веќе и во голем дел од НАТО државите.
Значи, ако веќе трошиме пари, поента ми е, тогаш ајде да се вратиме да отвориме темата, без оле колку е да тоа социјално, политички, економски, проблематично или шкакливо прашање, како да се натераат младите сега да го вратиме тој патриотизам, да воспоставиме систем, да служат воен рок, за да си ја штитиме државата. Јас велам, ајде да отвориме тема, да видиме, бидејќи имаме сепак кој оглед колку ни бегаат и заминуваат од државата и млади луѓе, имаме доволно и средношколци што завршуваат кои би биле вклучени во тоа служење на воен рок, али е прашање на раководството и политичките субјекти дали ќе имаат консензус да донесат таква одлука. Еве пари, вели, а пред тоа немаме, со оваа одлука, значи пари ќе се обезбедат. Бидејќи јас правевме една анализа порано, служењето по мои проценки некој служење на воен рок со 2 центри на обука и така натаму да се изградат инфраструктура за година-две би коштало пример дополнително по 20-30 милиони евра у буџетот. Сега велиме ако зголемуваме толку буџетот од 300 на 400-500 милиони, зависи секоја година ќе биде различно, значи ќе има пари, ајде тие пари да ги употребиме за зајакнување на националната одбрана. На тој начин ние ќе му помагаме и на НАТО и на колективната безбедност кај што сме обврзани согласно членството во НАТО. Бидејќи таму вели и во завршниот протокол сега од самитот во Хаг, бидејќи таа завршна декларација беше само 5 точки, сите ја тоа коментираат, бидејќи претходните беа по 40 и 50, тежиштото беше да се донесе одлука се издвојува 5% за одбранбени и безбедности цели. И таму беше нагласено и точката 3 од колективниот договор, да ја потенцираме таа точка 3 од основниот базичен договор на НАТО, кој го подпишуваат сите држави, се однесува баш на тоа дека државите се должни да си ја развиваат и националната безбедност. И на тој начин ќе можат да допренесуваат повеќе и во колективната безбедност на НАТО. Следејќи го тоа, се извинувам, а тоа беше и потенцирано во Хаг, на тој начин со овие 1,5% кои би биле баш за тоа, за развивање, пошироко развивање на одбранбените и безбедностите состојби на државата, да го искористиме да воведеме служење на воен рок, каде што ќе ја омасовиме одбраната, ќе биде поотпорна на одбраната и така натаму. Сега, зошто велам тоа? Затоа што ние гледате, ние и да купуваме системи. Друго, оваа одлука, само една дигресија, околу 5%, не беше изненадување за ова што го зборевме ние и со вас анализи правевме, дека ќе се гледаш интенцијата на мерата на председател Цату уште пред неколку години, притисок и така натаму, и зошто не беше изненадување. На самитот во Мадрид 2003 година, пред 2 години, се измени концептот за НАТО безбедносниот концепт. Се прилагоди стариот и се направи нов прилагоден НАТО концепт за безбедност 2030. Од тој се гледаше неговите амбиции и цели дека ќе има потреба од поголеми средства. И следно, пред одлуката во Хаг сега во јуни, пред тоа месец дена министрите за одбрана во Брисел имаа состанок кога да ги прифатија новите цели на способности на НАТО. Каде што имате, знаете, ние имаме, например, 35, тоа се она што го гарантирате во НАТО што ќе го правите, настрана она дома. Да. И тука и Македонија се обврзала, пред некој ден министерот кажа дека во делот на противракетната одбрана се земал некои, просто тоа се декларирани, класифицирани информации, ќе дознаеме веројатно напред, али тоа се значи големи средства. Ако се ние со тоа прифаќање на новите способности во НАТО, новите цели на способности, тоа значи воедно и извојување многу средства за да ги постигнете тие цели. И затоа беше и оваа одлука од 5%, значи не беше таа изненадување за тие што ги следат тие процеси. И сега, тука ќе се издвојат големи средства. Велиме, дајте тогаш да си го развиваме и националниот систем за одбрана кога веќе мораме. Ако се мора да се трошат тие пари, едно од тоа е преку воспоставување на задолжително служење на воен рок, зашто повеќе млади луѓе и граѓани на државата се способат за тоа, и второ е преку тоа ќе ги зајакнете капацитетите на резервните сили кои не постојат, на активната резерва која ќе биде партнер на активните професионалните сили, бидејќи активната сили ви велам е околу 6.500, од кои 3 нешто илјади се војници. Тоа што значи? Друго, се извинувам. Ова е битно, затоа што ние не може да купуваме скапи системи. Еве и да се обврземе на некои противракетни системи, да купуваме ние од среден дострел, Химраси или други, Ирис или други, тоа ќе коштаат милиони долари или евра. Ние можеме да, затоа велиме, ако не може да купуваме авиони, не може да купуваме скапи противваздушни системи, не може да купуваме тенкови, хеликоптери, борбени, тогаш можеме да обучуваме што повеќе, можеме да купуваме орудија за борба против тие системи.
Znači, možeme protiv raketnih orudija za mali i sreden, možeme protiv vazdušnih orudija za mali i sreden dostrel. Можеме дронови, можеме да усовршуваме во делот на електронското изведување, попречување, значи да зголемиме отпорноста, а за тоа ви треба повеќе регрути, повеќе луѓе, оператори на тие системи. Видејќи ако вие немате тенк, ви треба 10 на пример 3-4 противтенковски орудија за тој тенк. На 100 тенка тоа се 300 противтенкови орудија, пута 2-3 ракувачи, на тоа се околу 300-400 ракувачи што треба да ги имате војници обучени да ракуваат со тоа орудие. Така и за авионите, така и за дроновите, така и за други. Да, токму тоа сакав да ме прашам. Дали мислите дека македонската одбранбена стратегија се развива во вистински начин токму во тој контекст што го зборувате? Бидејќи еве кога ги гледаме и последната војна вежба која беше одржана на Кривола, ки претходните и стратегијата, некако како да се уште да се движиме по инерција. Се уште како да сме заглавени во некои стари концепти или застарени концепти, ајде да речеме, кои се застарени особено после војната во Украина, бидејќи знаеме дека војната во Украина, особено употребата на дроновите, целосно ја смени реалноста. Тоа веќе го признава и НАТО, каде што НАТО има центар за обука од каде што се усвојуваат искуствата од Украина, се инкорпорираат во НАТО, во Полска. Самата организација призна дека не е подготвена за тоа, дека сега учи, а ние гледаме дека не сме ни на чекор до тоа. Како да сме далеко од тие искуства и не се не обидуваме да ги инкорпорираме. Баш така, значи баш поради тоа, еве веќе ако се донела одлука покрај тешкотиите, тешко ќе оди тоа како, бидејќи гледате сега јас прво ајде да се вратиме на ова што рекоте. Значи, видите, тоа би значило прво политички одлука, консензус сите партии ќе се донесе друго, промена, значи донесе политичка одлука, промена на стратегиските сегашните документи, законите и стратегиските документи, бидејќи сега ни е поставено поинако поставеноста. Професионална армија, мала, така натаму, модерна, флексибилна. Сега ќе треба значи политичка одлука да се сменат законите за одбрана, закон за служба во армијата, стратегијата за одбрана нова да се донесе, да се донесе нова стратегија за национална безбедност, што зборевме, што е практично неаме, бидејќи се мисли на целиот систем за национална безбедност, менување на долгорочниот план за развој на армијата, што ќе се набавува, на други концептуални доктринални документи за самите области и функции во армијата. И имавме документ модерна армија 2030 и така натаму, модерни сили, армијски сили и така натаму. Сите тие документи ќе треба да се преработат ако се донесат овие одлуки и да одат во оваа насока. Ова јас што мислам и предлагам и воедно и да се има покрај професионалната армија да има и доброволно служење. Каде што ќе масовите одбраната ќе биде поеластична и поотпорна. Бидејќи сега сте вака, нели еден не може да остварите целосно уставната обврска и на некој начин сте лесен плен, да не кажам за сите други, некој кој има амбиции, би имал офанзивни амбиции, бидејќи секогаш сте помали и со помали средства. Тогаш ајде да направиме таа отпорност поголема, да бидеме тврд залог или да бидеме некој еш и да имаме отпорност, па да види некој дека не е лесно така некој, нели, да покаже амбиции кога овој простор. Бидејќи за жал еве гледаме дека безбедност се состои сега и понатаму у светот и у регионот и у светот се влошуваат. Што е со употребата и со одбраната од дронови? Ние сега не знам дали воопшто имаме некаква стратегија еве за одбрана од дронови. Па сега не дај Боже, но може да се случи некоја терористичка група сега со мала употреба на дронови да не парализира, ја не знам. Так. Ми се чини како никој да не зборува за тоа. Во почеток сега бидејќи почнува да се набавуваат, сега вие морате да направите доктринарни документи, начин употреба на тие и возбивање единиците, и треба да имате оператори на тоа, треба да имате формацијски единици. Да, па тоа зборувам. Треба да менувате армијата, формацијата на армијата, значи и во овие измени влегува и организацијската и формацијската структура на армијата ќе треба да менувате, бидејќи не е само таа декларирана единица за НАТО, таа лесна пешајска борбена група, батранска група, вие треба да имате сили и средства и овде заштита и сопствената територија. И тие ќе ги испратите, ќе отидат негде во мисија, треба да го зајакнувате и националниот систем за одбрана, бидејќи тоа ви е и обврска согласно член 3 од самиот договор на НАТО, а и самиот устав. И исто во таа насока, тука се посебно овие нови раови, гледаме што како се водат сега современите војни со капи ракетни системи, со авиоудари од дистанца, со користење на дронови, со масовно користење на дроновите и за изведување, и за попречување, и за протиелектронски дејства, и за изведување на територијата, а не се само тие, значи имат повеќе намени. Значи тука подразбира сосема целосно поставување поинако
стратегиско и концептуално и доктринарно на постојаноста на армијата и на одбраната. Еве веќе ако почнат да се одвојуваат тие средства, треба многу средства за тоа, вред, тогаш ајде да го пратиме тоа со соодветни политички одлуки за менување на законите, прописите и на стратегиските и доктринарните документи за тоа да се оствари ова што го викате. И последното е оно да имате да обучувате луѓе, да ги викнете тие луѓе да купите средства и да ги обучувате да ракуваат и секој да е задолжен унутре да има своја задача како ќе постапи во не дај Боже нели вонредна војна или друга кризна ситуација. Тоа е оно што го потенцираме веќе кога се донесе, се дигнала рака таму, се гласало за тие 5%, а велиме тешко ќе оди, сите тоа го кажуваат, повеќето држави. Видите, друго е дегресија за редовното служење на воен рок. И за самиот НАТО сега од 32 земји, 9 држави до сега општи не го ни укинаа служењето на воен рок. Каде што се овие најголемите, Соединените американски држави, Турција, Грција, појаките силните Велика Британија и така натаму. Дел од Балтичките. Значи 9 држави никогаш не го укина, 3 држави го вратија веќе дел од Балтичките и која беше уште една, значи и веќе еве гледаме сега со Германија што и 5 држави размислуваат, Хрватска, Германија, Холандија размислуваат да го вратат служењето на војрак. Значи испаѓа дека во моментот од 32 држави, 12 држави веќе го воведоа, го имаат и го вратија служењето на воен рок, а други 5 размислуваат. Значи околу 17 држави можно е да се случи да го вратат служењето на војрок и во НАТО покрај тоа што имаат професионална армија. Моето размислување е веќе ако мора да се издвојуваат такви средства, да одиме во таа насока да си ја зајакнеме одбраната. На тај начин ние ќе допринесуваме и во НАТО. Не е само да имаме декларирана единица, таа е да оспособиме, ќе ја испратиме, а овде да останеме со единици кои не се подобри. Ние ќе се задржам уште малку на дроновите, бидејќи тоа е едноставно сега е нешто што мора да го имате инкорпорирано во стратегијата. Имаше Македонија на дроновска единица во рамките на Министерството за внатрешни работи, која за жал поради кусогледото размислување на минатото раководство на Министерството е расформирана. Тие дроновски оператори се отидени да работат во други земји, според наши информации, едноставно ги земаа обучени кадри, ги земаа да работат таму. Не знаеме од кои причини е расформирана таа единица. Знаеме дека сега кога зборуваме за дронови не зборуваме само за војување, зборуваме за употреба за пребарување на исчезнати лица, за природни непогоди, за борба против пожари. Значи едноставно употребата е многу разновидна и тоа е се инкорпорирано во таа стратегија за одбрана, нели, и од природни непогоди. И навистина е неверојатно како тоа се направи, се расформира таа единица и сега гледаме дека повторно некако не се работи на тоа. Така, значи тука кога веќе земете став, одлуки и се издвојуваат големи средства за тоа, купувате вред. Имаше дел од порано, дел и во армијата, сега носно гледате како тоа напредува со борбените дејства и се купуваат се нови и се актуелни, понови, подобри, посовремени и дронови и безпилотни летала. И треба да го следите тој тренд кои се скапи, не се ефтини, а и требаат специјализирани луѓе да ги обучите тоа, да имате значи во резервен состав или активен состав луѓе доволно да ракуваат. Тоа гледате се е масовно и помасовно. Употребата на дроновите се една од ликите е масовноста, за да може поголем ефект да направите и со мали и така натаму. Значи, сето тоа треба да го обновите, да купите други, да оспособите луѓе, за да може да го остварите тој ефект на помасовност и еластичност на системот. Тие тука дроновите, рековте, не само за армијата, како што кажавте вие го развивате и целиот систем на заштита и спасување ова што се случува, што гледаме сега со државата, колку маки имаме со тоа, и целиот систем на кризен менеджмент, на управување со кризи. Значи и заштитата, и спасување, и управувањето со кризи, и одбраната и безбедност. Сето тоа, и пак се враќа на она, ние пред година, 2 години, кога почнавме со стратегијата за национална безбедност, практично системот за национална безбедност, која немаме, да изградиме, односно да направиме нова стратегија за национална безбедност, кај што сето ова ќе го вградиме, визави таа одлука дека ќе вложуваме, ќе се трудиме да вложуваме тие 5% во иднина, односно 1,5% за целиот систем. Мислам дека јас би играл на таа карта и така би размислувал, да сум авторитет од овие кои се од тој одбран безбедносен систем. Да, има тука, нели, сега да не испадне некој, не гледа, ќе рече, па чекайте ви каде ви не живеете у реалноста, па гледате ли ситуацијата, економија, младите луѓе, незадоволство, кој ќе сака да оди у војска и така, на свесни сме ние се сето тоа. Али државата мора да постои, мора да ги остваруваат уставните функции. Еве велиме, сите сме патриоти, се бориме, криво ни е јазик, историја, негирање, па и одбраната е патриотско чувство.
Значи, ако постои тоа патриотско чувство, треба да ги способите луѓе да може да го остварат тоа. Веќе ако сме решили, ако издвојуваме во наредните 10 години повеќе пари за тоа. Не можеме да направиме ни само професионална армија, еве сега 6, па што ќе направиме 10-15 илјади професионални војници и ќе не вршат работа. Не. Таа постојната, али со јак резервен состав и војници оспособени за да му активна резерва да ја поддржува. Така, тој начин ќе направиме масовност и отпорност на системот и на некој начин ќе бидат целисходно употребени тие средства и во делот на заштитата, и спасувањето и управувањето со кризи за целиот систем за национална безбедност. Да. Ајде малку да се префрлиме на она што се случува пред се на европскиот континент во контекст на војната со Украина. Гледаме дека Балтичките држави и Украина, па ми се чини дел од скандинавските, се повлекуваат конвенцијата од Отава за забрана на нагазни мини, веќе се поставуваат масовно мински полиња на границата со Русија, се прават бариери, огради, се копаат ровови. Претходно имаме зборувано за европската стратегија за одбрана, за огромните издвојувања за одбрана на европскиот континент. Некако се наликува како Европа да се подготвува за некаква војна со Русија. Постои ли реалност во тоа? Што мислите ви? Такви се најавите. Се правда со оваа агресивна војна на Русија кон Украина, се правда тоа да одбраната во Европа да се зајакне, донесени се веќе одлуките, тука нема враќање, рековме. Јас спомнав неколку пати, не знам зошто не се обиде да се направи да се оди кон демилитаризација, да се убеди Русија да ги намали средствата да повлече сили. Еве едноставно не се оди кон таа политика, веројатно не може. И тогаш таа акција предизвикува реакција и Европа веќе донесено одлуки да се вооружува се повеќе и повеќе, да и парира на Русија и проценките се да може за 5-6 години да и парира во конвенционална смисла, а на тој начин Соединетите американски држави да помагаат со тој нуклеарен чадор, а воедно да можат да си ги остваруваат своите стратешки амбиции во Индо-Пацификот, а овде Европа да може да се носи сама со таа евентуална, ако постои таква закана, ако се создаде од Русија или Блискиот Исток и така натаму. Тука би кажал, ова што сега гледате актуелно, се изгуби на некој начин на почетниот момент од страна на Соединетите американски држави да се направи некој примир и да постигне мировен договор во војната меѓу Русија и Украина, заради првично противење на Украина, па после и Русија се враќаше на базичните услови и сега на некој начин и председател Трамп се повлекува, кој вети дека ќе помогне да тоа се разреши, али едноставно вели ова е тешко и не слушаат, практично беше скоро и разочаран од разговорот со председател Путин. Гледаме таму борбените дејства продолжуваат, али пред се со употреба на дронови и ракетни системи и авиудари. Што значи тоа сега? Русија пак се враќа интензивно на базичните услови од почетокот на војната, каде што ги повтори скоро, рекоа, ние не можеме да се постигне било како мировен договор со Украина, мора да ги содржи следните 5 точки, каде што рекоа денацификација, демилитаризација, прекинување на санкциите кон Русија, повлекување на тужбите во меѓународниот суд, кривичен суд за злосторства и враќање на замрзнатите средства. Од тие 5 базични услови сега Русија што ги истакнува, без тоа не може да се постигне договор. Само 2 беа фатени оние 22 точки и американците што го понудено. Значи они рекоа ќе ги укинеме санкциите, и што беше блокадата таму во дел. Али ова е спорно за Русија, значи Русија е спорно доаѓање демилитаризација, значи не сака да дозволат странски сили, мирнови сили во Украина кои ќе бидат распоредени на таа тампон зона. Тоа е проблематично за Русија, а веќе гледаме сега утре други ден во Лондон, Франција и Велика Британија ќе одржа состанок на таа коалиција на војните, на тие што сака да поддржат Украина, каде што ќе се разговара баш за тоа како да обезбедат сили и да се како да ја поддржат Украина понатаму, затоа што очигледно Русија не попушта. Паралелно со тој состанок во четврток во Лондон, ќе има и состанок во Рим, каде што го води преседава Италија, каде што ќе биде за обезбедување на поголема поддршка за Украина. Значи Европа практично си ја презема улогата што ја наметна и ја наложи Соединетите американски држави да го носат главниот терет за поддршка и во војна, во економски и друга поддршка долгорочна на Украина. А воедно тоа беше и од заклучокот од самитот на НАТО. Никој не примети, сите зборуваме за овие 5% во заклучокот од Хаг на НАТО, меѓу другото покрај тоа 5% што беше као историска одлука и сите тоа го коментираме
цитира, таму стоеше во вториот дел од тој член 2 вели и ќе продолжи државите членки на НАТО се обврзуваат континуирано и долгорочно да продолжат со издвојување и поддршка за Украина. И тоа обврска е преземена. Сите членки на НАТО. Значи тоа сега Европската унија сака бидејќи Соединените американски држави овој председател Трамп се го наложи тоа, мора да се ја прифати таа обврска. Гледаме сега тука нема смирување. Враќањето на базичните 5 услови од страна на Русија ја комплицира ситуацијата. Тие гледаме на теренот дел се тамо во делу на офанзива во поедини региони, али еве гледаме сега после овој последниот разговор ескивирањето на Трамп во разговорот со Трампа, еве Соединените американски држави решија да испратат дел од противваздушни системи, бидејќи најголем проблем е тие Патриот системите за заштита од ракетите кои ги истрелува Русија кон критичната инфраструктура во Украина. Значи тука е проблематична ситуацијата, не знаме како ќе оди работата, прашање ако Соединените американски држави се оладат, се повлечат малку па го остават тоа на европските сили, тука гледаме уште немаме назнаки дека може уопште да може да дојде до некој продолжување на тие мировни преговори за прекин на војната и некој исклучување договор во Украина. Интересна изјавата на кинескиот министар за надворешни работи во разговорот со Урсула фон дер Лајен, каде што се откриваат некои елементи и може би даваат индиции за тоа дека постојат во светот одредени интереси и војната во Украина да продолжи, се разбира секој од своји интереси. Па така кинескиот министар вели вака, од прилика сега парафразирам, ние не можеме да дозволиме Русија да изгуби во Украина, бидејќи тоа ќе значи дека тогаш целиот интерес на Соединените американски држави ќе се сврти кон нас, тоа е една работа, но вели Кина не ја помага директно материјално Русија, да ја помагавме, војната одамна ќе беше завршена. Таа изјава според мене е многу интересна, бидејќи открива многу од контекстот на војната во Украина. Тоа се тие причинско-последички врски што треба да ги анализираме во меѓународната политика. Секогаш има нешто зошто и што предизвикува тоа. Тоа е на иста аналогија би рекол, гледате, пред самитот да се донесе кој практично беше предизвик да се донесе таа одлука за 5% и бидејќи голем дел држави не сакаа да го донесат таа до изгласа, беа најавените санкции од Соединените американски држави, односно зголемување на царините во економскиот дел и оној хаос што настана. Сега што значи тоа? Ако гледаме по оваа логика кој што изјавува кинескиот, значи тоа дали тоа беше еден вид на притисок? Гледате сега, ви введувам јас сега тука царини големи по 100% све, па го одложувам тоа, па ќе преговараме, али ако меѓувреме треба да донесете некои битни одлуки. Тоа се тие односи во меѓународна политика кои што некој кога друго овој мора да кажеме дека овој председател на Соединените американски држави практично и милува на некој начин да биде непредвидлив. Дали он тоа мисли дека на тој начин ќе биде во предност по американската политика, да бидете непредвидливи, да доносите некои непредвидливи одлуки, непланирани, ненајавени и да на тој начин да ги остварувате своите интереси. Ова точно што го кажате, кинескиот министер за надворешни работи сега овие денови беше во посета на Европа, со Европската унија преговараат, затоа што има тука многу предизвици, бидејќи Европската унија во сета ова борба, глобална борба, сопарништво меѓу САД и Кина, она се наоѓа во една незавидна ситуација. Како помал партнер кој трпи последици од овие пред се од ова економска војна, односно ова и војна економска на некој начин со ова наметнување на царини, незголемување на царините, прајање проблеми во таа размена стоковна, намалување дефицит, суфицит и така натаму, подобро позиционирање. Европа е тука во неполна позиција и затоа е сега ова посета, се обидуваат да ги изгладат односите со Кина. Покрај овие европските челници, министерот за надворешни работи на Кина ќе ја посети само Германија и Франција. Како што беше пред некоја година, председател сега не дојде, него ова е премиерот, посети Франција, Унгарија и Србија. Сега ќе биде само Германија со и Франција, каде што има економски битни сделки и токовите. Али да напоменеме, ова посета на кинескиот министер за надворешни работи е предуслов, односно најава за самитот за конкретно овој месец ќе се одржува во Кина самит меѓу Европската унија и Кина, каде што баш ќе се разговара за тие економски релации меѓу Европската унија и Кина, бидејќи велам Европската унија тука во неполна позиција, посебно заради ограничувањето на овие стратешки минерали, ретки минерали кои Кина воведува од кога ги зголеми
царините и така на маржите, намет на некои други ограничувања за Соединените американски држави, Кина која има доминација во користењето на стратешките минерали, ретки минерали, таа ги ограничи извозот. И веќе тука трпи ова високотехнолошката индустрија во Европа. Еден од преговорите со Европската унија сега на тој самит во Кина е и тоа. Како да се олабават тие односи економски меѓу Европската унија и Кина, па затоа беше и ова посета негова, а сега ќе следи тој самит во Кина. Значи, точно е тоа дека што го изјави он, да, гледаме, вика, ако овде го и решат сите проблеми, заврши војната во Украина, ако на Блискиот исток стабилизира, тогаш ова што го и најавува Соединените американски држави, ќе може цела сила и енергија да насочат кон Пацификот, односно кон Кина. Тогаш кон Кина ќе се заострат таму односите, ќе се проблематизираат, ќе се јакнат сојузите на Соединените американски држави во Индо-Пацификот, Филипини, тука пред се Јапонија, Тајван, така натаму тие држави Австралија, каде што треба да и парираат на Кина и ќе има повеќе проблеми самата Кина. Ако тоа се надоврза и со користењето на ефтини ресурси од Русија, значи на Кина и баш и не одговара премногу. А не, и истото беше и со Блискиот исток, еве да се надоврземе на тоа. Истиот паралела беше и тоа, вели да на некој онај нападот на Иран, па резервираниот однос на Русија или Кина кон тоа, ако се членка у БРИКС им е партнер, така натаму, затоа што вика на некој начин па не одговара овие да се трошат овде и воено и да го помагаат Израел со големи средства, бидејќи на тој начин помалку ова што го рекол, ќе имат внимание кон нас таму, кон Индо-Пацификот. Да. Тоа е истиот принцип. Без оглед што и гледате таму на Блискиот исток сега се случуваат толку на Израел е толку помогнат од Соединените американски држави и има таа офанзива на воен план практично али се трошат големи средства и таа Израел не може сам да го направи она што го направи на воен план и со Хамас и со Хезбола и со Иран и сега со Хутите и така натаму и она во Сирија што го направи за без подршка, голема подршка, тоа се големи средства, големи финансиски средства за и безбедносно ви да парирате тука и на некој начин гледаме без оглед што Соединените американски држави се нудат тука како посредници да се смири да се најде решение, али Иран пак си делува, си дозволува, нели, он да делува воено кога сака и да напаѓа како превентивни акции. Практично испаѓа сега Иран и Израел како на некој прокси елемент на Соединените американски држави. Ако не мора тие да делуваат на исход, ќе делува Израел. Да, да. Добро, господине Кузманов, ви благодарам за ова гостување. Како што кажав, ова беше некакво заокружување на целата година на сите гостувања, на целата сезона. Нормално ќе направиме една куса пауза со летните одмори, па со нови сили од есен напред. Благодарност за можноста и сакам да го изразам една благодарност до вас, бидејќи ги следите и вие работите на некој начин, се трудиме необјективно, реално да дадеме повеќе факти за граѓаните и гледачите да создават своја слика за безбедноста во регионот и пошироко. Да, благодарам уште еднаш.